Ако некаде постои вечноста, и ако некаде македонската историографија ја крие суштината за нашето постоење, за вековната традиција, за судбата на овој народ, тогаш тоа величествено место се крие токму во овие звуци, во автентичните ноти на македонската химна. А таа единствено и најсилно одекнува само тогаш, кога датумот на историската вистина станува символ на македонското достоинство, традиција што оплеменува, чествување на великаните на оваа земја. И во ритамот на химната, денес над Македонија се раѓа, вечната приказна за големиот Илинден, сега раскажана преку музиката во тропотот на коњите и неповторливиот подвиг на гордите комити и нивната мисионерска улога да го зачуваат илинденскиот трон од заборавот. Визионерската идеја и мечта за слобода на великаните од 903-та, кои ја втемелија својата епоха во историскиот митски роман, и желбата на хероите на новото време да ја продолжат традицијата, испреплетени се во големата патриотска авантура, Илинденскиот марш, кој во истиот ритам не води низ сокаците на македонската историска мисла пред олтарот на слободата и споменикот на нашата свест. Традицијата мора да продолжи. Сакам да видам како патувале 903-та комитета, така и јас сакам истото да го направам. Сакам да видам многу работи во Македонија што има невидени планини, долини, реки. Автентично е за македонецот, за македонскиот граѓанин, што сепак е доблесен во негувањето на традицијата, на културата и на обичаите, и тоа е нешто што навистина не прави горди како граѓани на Република Македонија. Многу сум среќен што сум дел од ова друштво и би сакал и понатака да јавам, затоа што стварно е нешто неописливо што се поминува во патот и би продолжи понатака. Почетокот на одржувањето на овој Илинденски марш голема заслуга има мојот татко денеска покоен, потпомогнат од него со идеи и со поддршка. 78 година маршот
се одржа таков како што беше. Илинден е мигот на македонската правдина, синоним на непокор, подвиг и достоинство. Тука најсилно отчукува македонштината. Тука царува и се возвишува традиционалното чувство. Се раѓа новото сонце на слободата. Во слава на овој голем и светол ден, со чувство на длабок патриотизам и желба да се биде безпрекорен чувар и наследник на традицијата, еднаш одамна тројца млади момчиња на коњи, денес долга колона коњаници, создадоа моќна приказна за паметење. Се почна тоа лето господово 78-та. Се наближуваше Илинден, се насетуваше празничниот мирис и возбуда. Тие тројца, Борис, Гоце и Борче, занесени со младешка патриотска мисла, качени на своите коњи со малку леб, вода и солца и со многу верба и љубов кон родената земја, тргнаа од Горнолисиче. Никој не ги познаваше. Од каде се? Зошто се дојдени? Не успеаја ни да се дорадуваат, да се поклонат пред илинденските достоинственици за кои беа дојдени во Крушево и одеднаш пред нив се исправија тогашните власти. Им забранија да влезат во градот. Од куќата на Каревци се појави внукот на Никола. Ги повика. 78 година си дојдов на работа, кога гледам татко ми на едно мала маска, товара цено, вика, дојда од Скопје, вика, коњаници, удба ги бркат од игралиште од гумења, она место гумења го викаме, ги бркат и викат, нема кај да се сместат, ги смести во нивата наша. И кога дојдо, му го донесе сеното тука и од тогаш станавме големи пријатели со Змејко, Борис Змејковски, Гоце и друг Борче, уште еден. За малку час дојде за нас во тој период еден непознат човек, типичен македонец, со качкет капа, мислам дека беше со магаре, каде што на магарето го видоме носи товар со сено. Тој човек дојде, ни приде, не поздрави, ни згушка нас, за нас генерацијски беше повозрасен многу. Тоа беше дедо Владо Карев, син на Ѓорѓи Карев. Ние се надеваме дека ќе наидеме да добар прием од мештаните, од локалните власти во Крушево, веќе сметаме дека ништо не правиме што е спротивно од интересите на македонскиот народ и на македонската држава. Но на жалост тоа беше свирепа вистина. Ние доме дури ни беше забрането да се движиме со коњите низ градот Крушево.